Во ова издание. Следната седмица почнуваат јавни распити на сведоци поврзани со постапката за импичмент на председателот Трамп. Поканата за приклучување на Северна Македонија и Албанија во Евроазиската економска унија, трик и обид на Москва да влие врз европската интеграција, експерти за гласот на Америка. Поранешниот државен секретар Джеймс Бейкер, ексклузивно за гласот на Америка, се навраќа на 30-та годишнина од падот на Берлинскиот зид. Останете со нас. Добро вечер. Ова е ТВ журналот Newsflash на гласот на Америка на македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски. Во среда почнува долго најавуваниот првиот од серијата јавни распити во Конгресот за евентуалните обиди на председателот Трамп да ја принуди Украина да спроведе истрага против Бајден, објави Адам Шиф, председавач со Конгресната комисија за разузнавање. Еве ги деталите. По неколку неделни сведочења за затворени врати, Шиф рече дека американците треба да имаат шанса да донесат свој суд за случајот против Трамп. Тој додаде дека Конгресната комисија за разузнавање ќе ги слушне сведочењата на висшиот дипломат на САД во Украина Том Тейлор и на заменикот асистент државен секретар Џорџ Кент, кога ќе почнат распитите в среда. Председателот Трамп во повеќе наврати ја оцени постапката за импичмент како лов на вештерки. Го опише телефонскиот разговор со украинскиот председател Зеленски како перфектен. Северна Македонија и натаму нема алтернатива од Европската унија, неодамна согласи државниот врв. Трик и обид на Москва да влие врз европската интеграција. Вака аналитичари го оценуваат последниот повик на постојаниот представник на Русија во Брисел Владимир Чизов за приклучување на Северна Македонија, но и на Албанија во Евроазиската економска унија. Мики Трајковски има повеќе. Неодамнешниот повик на официјална Москва, Северна Македонија и Албанија да се приклучат кон Евроазиската економска унија, дел од познавачите на приликите за гласот на Америка го оценуваат како последен обид на Русија да ги спречи евроатлантските интеграции на регионот. Сефер Селими, извршен директор на невладината демократски лаб од Скопје, вели дека овој потек на Русија е неслучајно избран после француското вето за доделување на датум за почеток на преговорите со ЕУ. Повеќе го гледам како иронично понижување кон евроатлантските аспирации на овие две држави, отколку како сериозна опција која би била алтернатива за Европската унија. Затоа Брисел преку Европската унија и Вашингтон преку НАТО се единствените алтернативи од кои корист ќе имат граѓаните, а не олигарците и авторитарните владатели. Селими додава дека нарушениот кредибилитет како резултат на историската грешка на францускиот председател Макрон создава простор за падниот систем на вредности да добија реален конкурент не само од страна на Русија, туку и од Кина и Турција. Политичкиот аналитичар Петар Арсовски ваквиот потек го оценува како трик и обид на Москва да влијае врз европската интеграција на земјата. Тоа е долготрајна стратегија на Москва со минимален нападоство и максимален резултат тука, во обид да ги измеша картите, условно речено. Инаку Русија нема ниту можност, ниту интерес долготрајно да го држи овој регион надвор НАТО и од ЕУ, туку е ова обид за комплицирање на политичката ситуација. Но поранешниот амбасадор Исто Николски вели дека земјава треба да го следи примерот на Србија, која преговара со Европската унија, а во меѓувреме склучи и договор за трговија со Евроазиската економска унија. Македонија не покажува никаков интерес за некаква соработка со Евроазиската економска унија и тоа е наша грешка. Врзувањето само за една опција, како што сме се ние патиле слепо за Европската унија, обично води во пораз. Македонија треба да биде членка на Европската унија, меѓутоа соработка со сите други соодветни светски фактори, организации и така натака што може да бидат наша корист треба се прави. Инаку постојаниот представник во Брисел на Русија Владимир Чизов истакнал дека Северна Македонија и Албанија повеќе разбирање ќе најдат во Евроазиската економска унија отколку во ЕУ и ги повика да се приклучат во организацијата во која покрај Белорусија се и Русија, Ерменија, Казахстан и Киргистан. Од Охрид за гласот на Америка, Мики Трајковски. Поранешниот државен секретар Джеймс Бейкер вели дека најголема закана за демократијата денеска е подемот на авторитаризмот. Секретарот Бейкер зборуваше за гласот на Америка по повод 30-та годишнина од падот на Берлинскиот зид. Разговорот го направи Вивијан Чакаријан.
Поранешниот државен секретар на САД Джеймс Бейкер за Гласот на Америка кажа дека уривањето на зидот бил знак дека светот се менува. 40 години од студената војна превршуваа и паѓањето на зидот символизираше почеток на тој крај. Паѓањето на зидот некои го нарекуваат историски инцидент. Беше изненадување. Можам да ви кажам дека никој од нас во тоа време не очекуваше пропаѓање на Советскиот сојуз. Паѓањето на зидот не беше предвидено да се случи тогаш кога се случи. Тој вели дека Гласот на Америка одиграла важна улога во галванизирањето на јавната поддршка за демократија. Знаеме дека протести за слобода имаше низ сите држави на Варшавскиот пакт, благодарение на напорите на Гласот на Америка и фактот што ја пренесувавме пораката во тие држави. Но последните 30 години не излегоа така како што се надеваа секретарот Бейкер и тогашните клучни играчи, председателот Џорџ Херберт Буш, советскиот лидер Михаил Горбачов и Хелмут Кол од Германија. Бейкер вели дека демократскиот режим од постстудената војна е загрозен. Некои од заканите за демократијата се порас на авторитаризмот во некои од поранешните држави на Варшавскиот пакт, особено во Русија, а се случува и на други места во светот. Тој систем не функционира. Тој вели дека единствен начин за справување со предизвикот на враќање назад, како што е во Полска и во Унгарија, е да се направи истото што успешно било направено за време на студената војна. А тоа е да се биде решителен во нашата поддршка на слободата, демократијата и слободните пазари. Така победивме во студената војна. Бейкер вели дека мора да постои решителност за да се бранат принципите и вредностите на слободните луѓе. Мислам дека сме во друга студена војна во моментов. Исто толку студена како претходната. Секретарот Бейкер вели дека единствениот начин да се победи е начинот на кој се победило во првата војна. Денешниот Ньюсфлеш го завршуваме во Калифорнија, која однеодамна е првата сојузна држава во САД која забрани продажба на продукти од природно крзно. Одлуката не ги направи стрекни љубителите на животни, но во продавниците што се занимаваат со продажба на крзно не беше дочекана со воодушевување. Ангелина Багдасијан има повеќе. Прадедото на Авнер Хајат, првата продавница за крзно ја отворил во Русија пред да имигрира во САД. Во тоа време крзното можеле да си го дозволат само богатите. Денес тоа исто така ретко се носи, но причината е различна. Муштериите веќе се збунети. Ме прашуваат дали смеат да носат крзна, дали е во ред, дали некој ќе фрли нешто врз нив. Причина за конфузијата се серија закони што ги потпиша говернерот на Калифорнија, Гавин Њусом, а со кој се забранува продажба на нова облека и додатоци направени од крзно. Суровоста на процесот за добивање крзно им беше поттикна законодавците да донесат нови одредби. Хајат пак вели дека забраната за лов на животни поради нивното крзно значи убивање на бизнисот. Како последица од тоа, многумина би останале без работа. Слобода на избор. Утре некој ќе дојде ќе ви рече дека не смеете да јадете хамбургери. Ме интересира како ќе реагираат од Макдоналдс или од Бургер Кинг. Милиони пати повеќе се убиваат животни за храна отколку за крзно. Ние не сме голема индустрија. Елена Маркова Али, екосопственичка на продавница во Лос Анџелес. Таа смета дека битката е веќе загубена, па решила од Италија да увезе капути со вештачко крзно. Таа верува и дека нема поента да се носи крзно во држава со претежно топла клима. Се обидовме да донесеме неколку капути со природно крзно, но изненадувачки никој не се заинтересира. Законот ќе стапи на сила во 2023 година. Се очекува по истиот пат да тргне државата Њујорк. Тие што го водат бизнисот со крзно ја тужат Калифорнија за дискриминација и се надеваат дека проблемот ќе го решат пред суд. Го гледавте Ньюсфлеш на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски од студиото во Вашингтон. Следете не преку Facebook и Twitter. Пријатна вечер, се гледаме утре.
Европа.